Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Јас сум Билкар од Најдовски. Денеска сакам да ве запознам со прелековита билка. Може да се каже дека за некој е билка, за некој е овоше, за некој е зеленчук, значи има разни тврдења, но дозволете ми да ве запознам со лековитоста на семето од дињата. Сите знаеме за дињата, колку е таа лековита и кои се бенефитите од самата диња, но дали знаете дека семките се исто така уште повеќе лековити и можам да кажам дека се многу полековити од самата диња, бидејќи изобилуваат со доста корисни супстанции и бенефитот од нив е голем. Пред се, значи, во самиот хемиски состав на семето од диња, значи, може да се најдат повеќе компоненти од кои се, значи, може да се најдат протеини, потоа има доста омега-3 масни киселини, потоа може да се најдат манган, фосфор, фолна киселина, цинк, железо и така натаму, значи изобилува со доста компоненти, од кои исто така содржи и групата на витамин Б комплекс. Пред се народот, значи, семето од диња го употребува од доста и доста употребуване, да речем, од страна на оние постарите травари. Веќе со модерното време се изостанува ова, да речем, премногу цената билка, односно премногу цената семе и верувам дека после оваа емисија ќе ги собирате и секој ќе ги употребувате за лек. А тоа што највеќе не интересира сите е зашто се употребува семето од диња. Пред се, значи, во народната медицина семето од диња се користи како афродизијачки лек, односно има афродизијачки ефект, потоа има антивоспалителен ефект и секако, значи, има диуретичен ефект. Како лек пред се употребува поради незиниот диуретички својства, значи поради незиниот диуретички ефект се употребува како најдобар чистач на бубрезите. Па така сите оние кои што имаат воспалителен процес на бубрезите, кои што имаат воспалителни процеси на мокрачните патишта, воспаление на бешик, кај жените воспаление на матката. Значи, уринарните патишта комплетно ги чисти, прави еден детокс комплетен и ги ослободува. Ова е билка, односно семе број 1 да се употребува за лекување на Ешерихија коли. Сите оние кои што имаат проблеми со чести уринарни инфекции, кои што имаат предиспозиција за Ешерихија коли, кои што ја имале претходно, би било добро да ја користите како превентива, но и за веќе настапената болест, значи можете Ешерихијата коли за само 21 ден да излекувате со користењето на семето од диња. Покрај тоа, значи, што се употребува за уринарни патишта, извънредно е за лекување на песок во бубрезите. Да напоменам дека самата билка има ефект со тоа што всушност ги чисти бубрезите темелно. Кај оние кои што имаат поголеми камења во бубрезите, значи, внимавајте со употребата на семето од диња, бидејќи многу пати се случува да, како што реков, значи, таа не ги топи камењата, туку делува на чистење. Може да се случи да го извади каменот, да се заглави во мокрачните патишта, па да си направите поголема штета. Значи, внимателно за сите оние кои што имаат камења во бубрезите, за сите оние кои што имаат песок во бубрезите, слободно може да користите, значи може за ден-два да се случи да го исфрлите песокот, тоа безболно и многу брзо. Бидејќи, како што реков, доста силен ефект има, па така за сите оние поготово, значи, пак напоменувам само за песок во бубрези, кај камења внимавајте. Потоа, покрај уринарните патишта, значи, поради незиниот, да речем, богат хемиски состав, се користи за чистење на крвните садови. Сите оние кои што имаат коронарни заболувања, сите оние кои што имаат проблеми со срцето, сите оние кои што имаат висок крвен притисок. Ова ви е билка која што треба да ја користите, бидејќи делува на намалување на притисокот, со тоа што има диуретичен ефект, го зајакнува срцето, ги чисти крвните садови, се користи и при масноти, триглицериди и слично, значи одличен чистач на крвните садови и секако делува на детокс на целиот организам, поготово ги чисти цревата, со тоа што, значи, доколку имате проблеми со нередовна столица, доколку имате проблеми со паразити, бидејќи самата билка делува на поништување на паразитите, па така, значи, можете да вметнете како антипаразитен програм, односно да ја користите за прочистување на паразити во комбинација со пелин или во комбинација со семки од тиква, извънреден лек ви е за лекување на истите.
Покрај тоа, значи, што прави детокс на цревата, прави детокс на целиот организам, значи ја зголемува диурезата, го зголемува мокрењето, со тоа го намалува притисокот и воедно доколку имате проблеми со отоци, значи сите оние кои што имаат проблеми со задржување на вишок вода од организмот, значи овие билка која што треба да употребувате бидејќи го зголемува мокрењето. Делува на чистење на црниот дроб, делува на регенерација и обнова на црниот дроб. Сите вие кои што страдате од цироза, замастен црн дроб, хепатитис и слично, овие билка која што треба да користите, ја стимулира жолчката, повторно напоменувам, помага при песок во жолчката, така да сите вие кои што имате проблеми со песок, со во жолчката, нели, да користите, внимавајте во случај да имате камен во жолчка или камен во бубрези, бидејќи може да се случи да испадне, односно да isforsира надвор од самиот орган. Покрај тоа, значи, што има антивоспалителен ефект, значи се користи кај наразлични воспаленија во организмот, поготово кога имаме воспаление на мускулите, бидејќи содржи магнезиум во нејзиниот состав. Потоа може да се користи за жените кај воспалителни процеси на матката, вагинални инфекции, вагинални воспалителни процеси, значи изварена билка за лекување на истото. Потоа може да се користи кај воспаление на дишните патишта, кај кашлица, туберкулоза и слично. Исто така морам да напоменам дека изварена билка за лекување на бронхијална астма, поготово во почетен стадиум, бидејќи делува на чистење на самата плуќа, делува на подигнување на имунитетот, бидејќи самата билка делува да го зајакне имунитетот, да го зацврсти, да го закрепне организмот, да го подигне имунитетот, а со тоа всушност да се излекуваат сите, нели, болести кои што остануваат потоа. Покрај тоа, значи, што делува на имунитетот, изварена билка да се користи во зимскиот период, бидејќи делува на намалување на температурата, па така чај припремен од семките од диња, изварена лек за намалување на високата температура. Потоа може да се користи, како што реков, за машката популација изварена билка. Морам да напоменам дека е многу добра билка за сите кои што имаат проблеми со простата, сите оние кои што имаат проблеми со импотенција, сите оние кои што имаат проблеми со машка неплодност. Зошто? Бидејќи благодарение на цинкот во нејзиниот состав кој што го има и секако ликопенот кој што го содржи, значи делува за машко здравје, така сите вие кои што имате проблеми во таа сфера, би препорачал да се користи за наведените заболувања. Како да припремите лековити препарати во вашиот дом од семето од диња? Секако прво основно вие чајот, значи чајот се припрема така што се зема, значи, една кафена лажичка семе од диња истолчено. Можете да го извадите средишниот дел, значи да го користите само семето или може заедно со истото. Не е битно, само претходно би било пожелно да се измие добро, да се исуши секако и потоа да се користи како чај. Може да се користи во свежа состојба, може да се користи и во сушено. Но едно кафено лажиче, значи, се меле во машинка за кафе или можете, например, да го истолчите во ваганче. Го истолчувате, земате едно кафено лажиче, врие 5 минути во 250 мл вода. Штом зоврие, се поклопува до 130 минути. Се процедува, се пие 1 до 2 шоли на ден во текот на денот. Ова ви е исто така терапија за ешерихија коли, за лекување на ешерихија коли, која што трае, значи, 21 ден непрекинуто, треба да се пие по 2 шоли на ден чај од семе од диња, саба или навечер по 250 мл. За лекување на проблеми со уринарни патишта, за лекување на проблеми со песок во бубрези и слично, значи се користи по друга рецептура, се зема една супена лажица семе од диња, добро истолчено, се вари 10 минути во литров вода. Се поклопува, се трга на страна до 101 час. После 1 час, значи, се пие во текот на денот во голтки или доколку можете во рок од 10 до 15 минути, значи да се испие целата таа количина. Имам едно искуство кое што со една моја пациентка, каде што не беше свесна жената дека има камен во бубрези, за нејзина среќа, значи, каменчето беше помало, многу мало, со тоа што после пењето на чај, значи после 2 часа од како го испи чај, значи каменот го измокри, односно испана преку диурезата, затоа велам внимавајте за сите кои што имате поголеми камења. За проблеми со песок во жолчката се зема една супена лажица семе од диња,
се става во литро вода и се вари да дојде од 1 литро до 500 мл, значи треба половина од количината да испари. Секако сето тоа се прави на ниска температура, се процедува и се дели таа смеса на 2 дела. Значи тие 500 мл се делат на 2 дела, 250 мл се пијат на сабаре, 250 мл се пијат навечер. За другите наведени заболувања, значи како што реков, едно кафено лажиче со една шолја со вриена вода врие од прилика 2 до 3 минути, се поклопува, се пие. Многу е битно да напоменам дека чајот се пие 2 дена, третиот ден се прави пауза и повторно. Значи 2 дена се пие, 1 ден пауза, 2 дена се пие, 1 ден пауза и се така во подолг период. Собирате го семето дека се уште ги има дињите, сушете го и сушете го, верувајте дека нема подобар лек за лекување на уринарни патешта, поготово за Ешерихија коли, значи ова ви е најдобриот лек, бидејќи делува како природен антибиотик, делува како природен чистач на организмот и прави комплетен детокс на организмот. Се надам дека после оваа емисија ќе имате оваа билка, дека нареден пат кога ќе користите диња, кога ќе јадете диња, дека нема да ги фрлите семките, туку ќе ги соберете, ќе ги сушите и ќе ги користите за чај. Ви благодарам за вашето внимание, ве поздравувам сите и ви посакувам да бидете во добро здравје.